Добра вечер во уште еден лизгачки старт. Јас сум вашиот водител Сашо Тасевски. Обично тука правам некоја најава како предигра на она што ќе следува во муабетот. Но овој пат ќе го скокнеме, нели, ќе ве лишамо тоа задоволство, да ви најавувам нешто посебно, затоа што и онака мислам дека разговорот ќе биде и повеќе од интересен. Врзете ги појасите, оти наскоро полетуваме. Мојата вечерашна гостинка е исклучителна личност, композитор, музичар, со голем успех, со големо CV, ако таа мисли дека CV-то е кратко, но не е тоа така. Декан е на факултетот на Музичката академија, веќе неколку години, и ќе ми биде чест да ја представам Дарија Андовска. Добро вечер, Дарија. Добро вечер, Сашо, фала за поканата. Баш ми е драго што ја прифати поканата. Дарија, на почеток, Бетовен или Бах? Бетовен. Зошто? Многу е страстен. Бах, ако е да речеме во звездите на така прилично возвишена музика, Бетовен го има тоа човечкото, Бетовен е титанот. Можеш ова малце подобро да објасниш на нашата Има образувана музичка публика која што знам дека обожава класика и... Да, многу сакаат класика, сигурно сум и се многу упатени. Што ти значеше тоа кога ќе речеш титан во музиката? На што мислеше? Што е тоа на човечко што го прави моќен, силен? Што мислиш? Се вака те прашувам вака. Бетовен ги крши сите правила, ги знае сите правила, ги крши сите правила. Е иноватор кој што до ден денеска е свеж. Значи, работите кои што тој ги направил пред 3 века до ден денеска се свежи. И за мене, што е особено важно, тој бил човек кој што навистина бил заинтересиран за тоа што се случува во неговата околина. Например, неговата трета симфонија тој е посветил на Наполеон. Хероика, така? Ероика. Ероика. Ја посветил на Наполеон и од кога сватил дека Наполеон не е тој што ќе ги спаси, туку е тој самопрогласениот император, ја пречкртал по светата и ја посветил на незнаениот војник. А кажи ми, актуелна е, нели, официјална или неофицијална химна, се не знам како се води на Европската унија. Официјална химна, Деветата симфонија. Да е Бетовен да го живееме на 2 сати. Не на 2 сати, на 3 недели. На колку да видиш што се случува во Европската унија денес, што се случува со Европа денес, што се случува со светот. Дали мислиш дека исто би си ја пречкртал Деветата симфонија? Апсолутно ќе им забрани користење. Им забрани да користат авторски права, ќе им бара огромни суми за да не може да ја користат. Не, никакви авторски права, просто не може. Не може ќе им рече. Не може. Те фасцинира тебе Бетовен затоа што се ја кажа дека имал свој став за околината, за ситуацијата. За разлика од еден Амадеус кој, да кажеме, еве, од она што ја го знам од некоја општа култура, немал некој став, ми било битно царчево само да му дава пари за да има да си компонира. Неспорен е гениот. Да, не збориме за гениот, сега зборуваме за нешто друго. Но неговата ангажираност, веројатно заради неговиот карактер, не била таква каква што била на Бетовен. Бетовен дури многумина го мразеле, тој бил прилично усамен човек. Јадел патлиџани на неговите премиери. Веројатно тогаш не биле патлиџаните во Виена, не биле 150 денари кило. Мислам како му доаѓа тоа. Да. Како што се сега кај нас. Скапани домати фрлале по него, затоа што толку бил напреден, тоа било просто неприфатливо за публиката тогаш. Моцарт, неговиот вистински гений се гледа, например, во Реквиемот, каде што тој веќе не ја пишувал музиката за да биде допадлива, него ја пишувал токму таа која што го излегува од него. Дали сега малце полесново или потешко прашање? Ај ова полесново одиме. Не, ај ова потешко затоа што е во склоп на ова претходно. Кажи ми, што мислиш, дали за еден уметник да биде врвен, треба да има некоја автентична болка во него као погонско гориво што ќе го влече, што ќе го инспирира, што ќе му дава сила, моќ да биде брутален, ете така да ги искажува своите ставови, не само
во јавноста, приватно, вербално, тука да ги искажува преку уметноста. Колку е важно според тебе таа, ајде да кажеме, автентична болка? Едноставно светот не му е померка. 2 броја му е помал. Велтшмерц. Да, 2 броја помал или не е битно, поголем. Предпоставувам дека таа болка произлегува природно, доколку уметникот е искрен кон себе и искрен кон светот кој што го обкружува. Природно произлегува, ако е човек свесен за тоа што го обкружува, дека го боли. Ако сочувствува. Ако не сочувствува и не може да биде уметник. Или може да се нарекува себе си уметник, ама реално не може да биде уметник. Од денешен аспект, колку ти, Дарија, ја чувствуваше таа своја, како да кажам, неможност да се склопиш со светот како што е во годините кога одлучуваше кај ќе се запишеш, која ќе биде твојата идна професија. Од денешен аспект, имаше ли влијание ова твоја, да кажеме, уметничка болка, не знам како да ја наречам, или подоцна стана свесна за неја? Дали воопшто постои кај тебе како двигател, како нешто што ти дава инспирација, моќ, понекогаш идеја, во начинот како компонираш? Болката постои, тоа не значи дека јас ја артикулирам постојано во музиката, а од секогаш била присутна затоа што природно чувствуваш дека си грдото пајче. Но треба да си свесен дека не треба да влезеш во кругот со кокошките и со патките, затоа што не е тоа твојата функција, тука да си ги бараш кралските лебеди. Да, што би рекле некој, нели, дека уметникот не е уметник ако не е, се извинувам на аудиториумот, ако не мочат спроти ветерот. Тогаш има сериозен изглед проблем со себе. Само ако е искрен, да. Сакам уште 2-3 прашања на оваа тема. Што мислиш ти? Еве, имаме наша филхармонија, има одлични музичари во неа, моја генерација што ги знам одлични музичари, што исто така знам дека за да преживеат такви академски музичари, така да кажем, и врвни солисти и се, како гледаш на тоа што мора да свират и приватно, надвор од своето работно време во филхармонија, што викаат тезги за да преживеат, за да си обезбедат подостоен живот? Колку еден таков музичар кој што свири во некоја филхармонија или симфонија треба да биде, така да кажам, загаден, да мора да работи нешто на страна за да преживее? Не разбираш ли? Не треба, не би требало. Тоа деформира, прво физичката постура ја деформира и ментално деформира свирење тезги. Не би требало да се случува тоа со тоа што, да речеме, во последниве години имаат релативно пристојни плати и понатака станува збор за избор. Чекај се, ти си се школувала во Швајцарија, имаш таму своји концерти солистички, си правила, си компонирала опера, сега ќе компонираш опера во Словенија, си викната. Значи, си во тек со настаните. Дали, например, еден филхармониски музичар во Швајцарија или во Германија може совршено убаво, лагодно да живее со платата што ја зема од Може, но таму не постои, например, вработување како што постои кај нас. Значи, таму е секогаш вработување на ограничено време. Тоа се 3 или 5 години и после има реаудиција. И сите музичари знаат дека во врат им дишат нови, амбициозни, млади, спремни луѓе и тие морат постојано да се држат во форма. Платата на нив им е доволна за да тие можат да се усовршуваат дополнително, за да можат да се го обноват работното место. Тие немат време, ниту простор да располагаат, сега ќе свирам тезга тука, ќе свирам тезга тука, тоа не постои. Ама тоа го прави здрава конкуренција. Добро, генерално што се случува, например, со тие музичари тама негде на страна, кои луѓе сме, нели, доаѓаат, викаш, нови, млади, амбициозни кадри, што се случува, например, кога еден таков, кој што се докажал тамо, поради X околности, испадне од новиот избор во филхармонијата, што обично се случува со нив? Зависи колку долг им е стажот и колку се покажале. Ако не дај Боже нешто има физички проблем заради кој што не може да свири, инаку луѓето се на сцена до последен здив. А ако не дај Боже нешто такво се случи, институцијата каде што бил ангажиран
му обезбедува некоја друга работа која што е поврзана со музика, ама не значи стена. Доколку има некако физички проблем. Но доколку се работи само за проста мрзеливост, јас повеќе нема да инвестирам во себе, што често се случува кај нас. Ке дипломираат, ке се ги затворат инструментите и ги отвараат само кога ќе дојдат на проба. Тогаш веќе е проблематично и веројатно нема да биде избран повторно на никаква реаудиција. Колку во просек вежба еден музичар или добро, солист има разлика нормално. Колку е во просек вака дневно мора да вежба еден музичар да се одржува во таква кондиција? 3 до 6 сати. Секој ден, така? Без исклучок, мора. Без. Имаше, сега не знам од кој беше тоа некоја анекдота, од некој пианист ли беше, виолинист ли беше, стварно не ми текнува, вика, ако еден ден, вика, не вежбам, еве да кажеме виолина, више следниот ден, вика, кога ќе фатам виолината, јас знам дека не сум она што сум бил вчера или ден претходно, вика. Ако вика 2 дена не ја фатам виолината, вика веќе вика мачката знае дека нешто кога усвирењево нешто не е окей, па може да почне да мјаука или кучево да ме лае. А вика и трет ден, вика, ако се случи да не вежбам, тогаш веќе вика и жена ми вика од кујна се нервира и ќе го загори ручекот. Дека толку се чувствува тоа. Се чувствува. Кажи ми уште едно прашање, малце необично го почнам разговора затоа што обично те викаат у емисија за политички теми, што нема да ги избегнам. И за фудбал ми имаат вика. А и за фудбал. И за фудбал. Да, се сеќавам и за фудбал, да. Но сметам дека треба луѓето да бараат твое мислење за она што е твоја професија, затоа што сепак на нашиве нови генерации им треба некое кревање на свеста, духовната свест, што го немаме ние. Ај тоа ќе те прашам попосле. Кажи ми, од аспект на солист, пак ќе се вратам на овие двајца, кој е покомплексен да се свири, Бетовен или Бах? Различно. Да? Различно. О која смисла е вака на нас лаици ве објасни? Тоа е стварно многу сложено. Техниката е различна, пристапот е различен, естетиката е различна, начинот на кој што се свири е различен. Скоро се различно. И секој си носи своја комплексност. А Шопен или Амадеус? Исто е различно, сите се различни. Да. Има сосема различен начин на произведување на звук за сите нив. И точно се препознава што е добра изведба на Моцарт, што е добра изведба на Шопен, што не е добра. Или ќе му кажат на некој, тебе ти е добар тонот за Бетовен, ама не ти е добар за Моцарт. Видиш, фала ти што малце не едуцираше. Тоа што јас сум композитор, конечно. Да, добра, ама сепак, да. Кажи ми, колку ни е хендикеп во државава тоа што не можеш веќе да видиш како што имаше на времето таа некогашната Југославија, емисии за класична музика. Го правевме малце муабетот, ама колку е тоа хендикеп? Хендикеп е за луѓето кои што не се во музичките води или во уметничките води, без разлика, не мора да станува збор за музика, затоа што и нас не е потребна храна, но сега па живееме во време на интернет и човек, ако го интересира нешто, може да ги најде сите информации. Во времето на Југославија информациите не беа достапни, или не беа така лесно достапни, требаше да се копа и со ногти, и со заби, под дрво и под камен, за да се стигне до било каква информација. Сега е тоа малку поедноставно, но тоа што ни е на нас хендикеп е реалната преживувачка ситуација во која што ние се трудиме да обстоиме, каде што фокусот ни е генерално како да се врзе први со први, многу повеќе отколку тоа да се отиде во високите сфери и да се уметникува. Тоа може би ни е повеќе некаков хендикеп отколку тоа што нема емисии. А тоа што нема емисии е реално производ на ова што го кажав сега. Луѓето гледат како да врзат први со први, како да преживеат, не ги интересира уметност, немаат пари да отидат во театар, немаат пари да платат концерт. Ако е 500 денари картата или е 300 денари картата, тие пари ќе ги искористат да си купат лепче дента. Има многу луѓе кои што живеат со 150 денари дневно. Каква уметност да им се продава на нив? Значи, фактички, кај нас Бетовен е хендикепиран затоа што сме гладни. Да. Не може. До душа ние гладен Бетовен не се слуша. Фала ти за овој увод што го направивме колку толку. Дарија,
Нашава јавност, за жал, многу повеќе те знае од тоа што те гледа како така ќе се изразам малте како декор на сите протести во Македонија. Добра, сега не сум баш декор, активна. Да, не си, да, активна си, ама сакам да кажам, не може да ти избегна затоа што имаш овој специфичен изглед, нели, со косата и со бојата и кратка и така, значи не може човек да те промаши кој ќе те види. Дури да не знае која си, сама велиш дека многу малку знаат што си всушност по професија и што работиш. Кажи ми, од денешен аспект и во принцип, има ли смисла, има ли некаква смисла тоа што се појавуваше на протести за промена на име, за онкологија, против промена на име, да, за онкологија, за сите можни кај што ни беше загрозен идентитетот, за францускиот предлог. Против загаден воздух, да, правата на кучињата, на се возможно. За правата на кучињата. Има ли вака од кога останеш сама со себе кој ќе си речеш, даре, има ли ова, си го поставаш ли тоа прашање, има ли смисла ова што го правам? Нема. Ама има. Јас треба да живеам со себе. И мене треба да ми окей со себе. Ја да знам дека сум промолчала, сум имала шанса да излезам и гласно да кажам со што не се согласувам, што не е во ред, да знам дека сум имала таа можност и дека не сум ја искористила, јас нема да можам да живеам со себе. И сметам дека е битно, за да јас можам да живеам со себе и здравје Боже, кога имам деца, кога ќе ме прашат, мамо, ти што си правела кога се случувало ова, да имам лице да им кажам, јас бев на улица и протестирав против ова. Да не им кажам, па деца, јас седев дома гледав серија. Дали си понекогаш свесна дека сега веќе имаш и одредена функција, значи си деканка, убав родово точно ќе си зазнам, деканка си на музичка академија. Дали си свесна каков е тоа импакт за генерациите студенти кои доаѓаат кај вас, кај тебе на факултет, кога ќе видат дека чаушот, главната на академијата, дека има општествена свест и совест, дека настапува од аспект на интелектуалец кој има свој став за работите. Дали си свесна каков пример шириш, дека е многу ретко тоа во Македонија, некој што е на такво место, функција што би рекле, кога ги прави тие работи, обично се најголеми конформисти луѓето кои ќе дојдат на функции. Да, добро, мене ме предупредија, само што бев избрана за декан, ме предупредија сега малце не толку многу да се прави бука со фејсбуци, со статуси, малце потивко, затоа што сега функцијата ти е видна и јас си кажав, луѓе, тоа е мој приватен профил. Јас на мојот приватен профил ќе се пишам ја што мислам. Тоа што е за факултетот, си постои страница на факултетот таму си ги објавува своите работи. И тоа што го кажа во врска со влијанието на тоа како треба да се постапува, тоа го правам и мислам дека сум на вистинското место, за тоа цел живот го правам тоа, I walk my talk. Правам тоа што го кажам. И децата, кога ќе видат децата, тоа се возрастни луѓе, веќе полнолетни се, ама јас си ги викам децата, кога ќе видат дека постои човек кој што прво не пати од формалности, има многу непосреден однос со нив, човек кој што им изгледа дека е скроз кул, ама ги прави сите овие работи, сите викаат сакам и јас вака. Или барем повеќето сакаат и они така. И им ги гледам очињата кога ќе им светнат, сакам дека барем да речеме на добри 50% сум им отворила нови видици што треба и како треба они да се однесуваат во животот и што би било правилното. Тоа не значи дека они треба да го земат моето мислење. Своето мислење не го наметнувам. Него начинот на кој што се функционира треба да биде за нив ултимативна слобода. Значи, јас сум ова што сум и јас го пласирам своето мислење јасно и гласно. Се разбира, мислењето не треба да биде сервирано од некаде па како мисирки на џвака на голтнато, него треба од овде информации да си оформиш сопствен став и после да бидеш гласен да се бориш за сопствениот став, секогаш аргументирано.
Значи, како што сватив, свесна си дека си пример, дека даваш пример. Да, и свесна сум дека децата тоа го примаат со одушевување, затоа што не им влегувам во стереотипот на даскал на факултет. Ние имаме многу непосреден однос, многу пријателски однос, ама се знае кога е дружба, кога е служба. Да. Тие граници не се пречекоруваат и ги гледам дека баш со одушевување, прво тоа што е важно е дека им изгледа кул да се знае, кул да се биде образован, кул да има што може повеќе информации, кул да си активен. И ги гледам децата дека они се прилично заспана генерација, делумно сега моментално, може би имаше влијание сите карантини и глупости што се случија со ковидот, имаше влијание во нивната ментална конституција моментално, ама гледам дека се будат и се освежуваат и се свестуваат и мислам дека ќе има убава генерација. Кој е, ајде да резимираме вака еден вид на заклучок на оваа тема, кој е според тебе бедата на интелектуалците? Најголемиот греф е, ај така да кажем. Најголемиот греф е да си високо образован, да се нарекуваш себе интелектуалец, ама реално да си идиот. Идиот не во навредлива смисла, него тој што е нефункционален. Интелектуалецот треба и мора да биде општествено активен, тој што ќе е корективот, тој што ќе е двигателот на промените, тој што ќе коментира случувањата во насока да се подобрат работите. Секој кој што не го прави ова, а е високо образован, за мене е само високо образован човек, но не интелектуалец. Не спаѓа во категоријата на интелектуалци, Да. по дефиниција. Кажи ми, ајде вака сега, како ти гледаш на оваа духовна опустошеност, декаденција што владее во Македонија, таа потреба да се брка онаа TikTok естетика, TikTok тематика, да ти стануваат идоли криминалци, наркомани, шунтмейкери или шунтмајстори, така да кажеме, да го бираш најлош избор да правиш во уметноста, во музиката, во филмот, во книгите што ги читаш. Како дојдовме до тој степен, ако се земе предвид дека, моje мислење тоа, пошто нели имам и години, дека порано имавме многу пошироки видици за многу нешта. И гледавме и филмови квалитетни, и книги квалитетни читавме, и музика квалитетна слушавме. Имаше Скопје контракултура, субкултурни места за излегување. Денеска тоа веќе не постои. Скопје нема ни еден джез клуб. Да, веќе нема, едно време имаше 2 или 3. 3 имаше, 2000-та имаше 3. 3 имаше едно време. Како според тебе, знам дека е тоа долг процес, веројатно многу долг процес и некој ќе треба бајге да се исплати, но која е според тебе формулата да се крене ова ниво на духовност кај поготоа веќе младите генерации, затоа што ти доаѓаш во допир со нив? Добро, ова не е ограничено само на Македонија, TikTok културата Да. инстант. Не, зборуваме за кај нас генерално. Кај нас мислам дека проблемот се создаде таму во 90-тите со тие генерации кои што не ние кои што бевме, да речеме, во некој пубертет, тинејџерски години во 90-тите, него тие деца што се родени тогаш. Значи, во нашето време се знаеше кој е кецарош, кој не, кој е твоето стремење, кај треба да идеш, што треба да правиш и колку треба да купуваш интелектуален багаж да создаваш, за да можеш после да се пласираш себе. А тие деца што се родени во 90-тите, за нив пример беа луѓето кои што се снашле. Тоа значи тие што ние ги викавме кецаруши, кои што влегува во криминални води и сега го гледа својот родител кој што сутепал од учење, многу вложувал во себе и живее скромен, релативно скромен живот, да речеме на границата со беда, и го гледа овој кецарошот кој што вози бесно ауто, има викендица ваму таму и се вика, па зошто јас да инвестирам во ова што инвестирале моите родители, јас сакам вака да живеам. Што прави овој кецарошот? И си ги преземаат тие работи. И од таму, вака со аритметичка прогресија, тоа е
така страшно станато огромно како лавина што нема поклопена. Ретки се тука таму некои проблесоци кои што успеале да се справат со тоа или успеале да се фатат за некој гранче па да видат дека постои друг начин. Повеќето еве вака баш по системот конформистички, значи треба да сум мафијаш, треба да правам, не треба да учам, не треба да се занимавам со школа, ќе се снајдам овде, ќе го врзам овој, криминално ќе влезам и ќе имам кола, ќе имам куќа, пошто тоа е многу важно. Колку надвор од границите нашите музички да кажам гениалци, музички мајстори, солисти наречи ги, автори, композитори, колку објективно надвор од овие граници го оправда седумосминскиот такт како еден вид на, ајде да кажам, не е наша измислица, но ние тоа сакаме така да го прикажеме дека е наша измислица и дека нашето срце чука во седумосмински такт, 1 2 3 1 2 1 2 3, што малце може да ритмија да доведе. Проблеми, Него не сериозно ми е прашање, замисли стварно да ни чука стварно срцето и 1 2 3. Но тоа се па и унесва тука. Да, оно малце онака ритмија, не видно сериозно ми е прашањето. Колку реално оправдав, не мора само во светот на ова, ќе наречам во наводници сериозната музика, колку тоа го оправдавме и во другите жанрови правци на музиката. Да земеме и забавно, да земеме джез, да земеме се. Колку го оправдавме тоа што нели од околните народи што не знаат од бившата држава, знаеш македонците кои ти им спомнеш, прво што ти кажуваат седумосмински такт, знаат нели лепи солово, не знаат народни песни и така натаму. Колку реално овие последни 30 години го оправдавме тоа дека сме еден вид на зналци музички, надарени за таа работа. Па не го оправдавме. Ние не треба ни да го оправдаме тоа, ние треба да го искористиме тоа богатство што го имаме, а ние не го правиме тоа. Зошто не го искористивме? Не го правиме тоа баш од овие причини кои што ги наведов претходно. Нас ни е се од надвор поинтересно. Тоа што лесно се пласира, на тоа ќе се фатат, на колку треба да се намали, да не постои хармонија, нели само продукциски да е тоа напуцано, но тоа се продава така низ цел свет, значи не е дека нешто ние посебно правиме погрешно, тоа го прават така во цел свет. Прашање е само дали некои од нашите уметници, кои ретки сме, кои се повикуваат на тоа што ние го носиме како габарит генетски. Јас тоа се прашував кога бев во Швајцарија, тук зашто не сум се родила тука, колку е убаво се. Колку е се совршено. Колку би ми било убаво да сум се родила тука, колку поинаков живот би имала и во еден момент сватив дека ако сум се родила тука не мога да бидам јас. Да. Немало, тоа беше кога стигнав таму бев распродадена за наредните 2 години во првиот месец, значи готово ме букира и викам добро луѓе, значи ја физички не можам да постигнам, немате ли композитори се? Мене ме чекавте да дојдам од Богу за трегер. А реално знае таму, реално, да. Ама не, они точно знаат. Точно знаат, но сакам да кажам, не те, како да кажам, нова си таму, не си била, не си нивна па да те познаваат или да си чест гостин, тогаш си дошла и веднаш препознале квалитет, тоа ми е Да, и ми реков, немате ли ваши композитори? И знаеш што ми одговорија, да, имаме наши композитори, ама они имаат јогурт, а ти имаш крв црвена. И тоа се слуша во музиката. И така сватив дека јас уствари правилно сум искористила тоа што го носам, генетски, ментално, емоционално од овде, дека правилно сум искористила. И дека би било сосема погрешно за мене како уметник, ако сум се родила во Швајцарија, може и немало да бидам уметник. Најверојатно. Ке беше најверојатно некој пиар, некоја нафтена компанија или металуршка индустрија. Знаеш зашто те прашав за седум-осминскиот такт и за дали тоа има некој ефект, дали се ефектуира? Затоа што исто за нас зборуваат дека сме земја на сонцето, 290 и кусур денови сончеви во годината, аграрна убавица. До пред 30 години за нас беше најнормално да јадеш ефтин патлиџан, краставици, веќе не е тоа така. Значи тука не оправдавме. Се е запустено.
Ти дори си пишувала статуси зошто е патлиџанот 3 евра. Еве да кажеме у Швајцарија колку е патлиџанот? Франк е 20. Значи тоа е 80 денари. Помалку од 80. Во Скопје, во Македонија, ајде да не кажам некој друг епитет за Скопје да не употребам, затоа што сум тука роден, ај колку толку почитување. Значи овдека е 150 денари, 130, 120. На минимална плата од Од 300 и кусур 50-70 евра. А Мини- минимална плата во Швајцарија е 5000 франци. Тоа е повеќе од 5000 евра, така? И они јадат патлиџан од 80 денари. Да. А ние веќе патлиџанот ни стана Дупло. Па дупло е тоа. 80 и 150 е скоро дупло. Значи ние веќе си сонуваме како јадеме шопска, така. И тоа не го јадаме, тој домаќ што сме го јаделе во Точно, 90-тите, затоа што тогаш мирисаше, имаше вкус. Јас кога отидов во Германија прв пат кога јадев салата, јадев пластика. Да, така беше порано, да. А сега, значи, ние навистина имаме прекрасна земја. Кај да фрлиш лопата, или ќе најдеш археолошко наоѓалиште, или ако фрлиш семче, ќе никне нешто. Ние имаме прекрасна земја. Ама тоа што Ама се ништо не злоупотребуваш, никнува, изгледа. не никнува затоа што не се сади, Не се сади. не се користи. Затоа што ние за тоа сме апсолутни мајстори да не си го искористиме потенцијалот, да ја свиткаме кичмата, да се распродаваме на агро, а тоа што го имаме како квалитет да го шутнеме, пошто медиокритетов му пречи овој квалитет. Затоа што некој мора да увезува и да прави милиони, Да. од страна. Да, јасен е муавет. Исто и овие, баш со некои таму израелци, пред година-две правев муавет. Значи, тие од пустина направија, од таа навах, како се вика пустината, плодна почва, стана 5 извозници во Европа или во свет, не знам како се нахрана на доматин. Ете. Значи, тамо е патлиџа, не знам, 60-70 денари. Во пустина ги растат. Во пустина, еве јас ја лани бев во Јордан. Они од пустина направиле атракција. Од пустина направиле атракција. И се собираат туристи, тука влегуваат пари. Бевме на Тенерифе, Тенерифе е вулкански остров, тоа нема плодна земја. Они успеале од тоа да направат плодна земја и да имаат банани, многу што се посебни таму, и тие да ги продаваат. Ние имаме златна земја, се живо никна тука, од вино, од археологија. Само тие што се археолошки наоѓалишта, тие не се ни откопани комплетно, па не да се конзервирани, па може да се направи археолошки туризам, па може црковен туризам, колку цркви имаме. И тоа се прастари цркви, не можат да сонуваат низ цела Европа за тие цркви што ги имаме и за овие археолошки наоѓалишта што ги имаме. Ама не, полесно е да се покрадат археолошките наоѓалишта и да се продаваат тие артефакти на црно, отколку тоа да се успособи. Кога бев во Словачка, во Братислава, таа има една огромна замок било. И баш видов на плочката дека за тоа требало 400.000 евра да се реновира, да се конзервира и да се постават ова било, да се осветли, да се направи за туристи, да се наплаќа билет. Само 400.000 евра требало за тоа. Само 400.000 евра. Колку пари се лупнати да сега на автопатот што ќе ги покопа сите минерални богатства таму? На коридоров 8? Страшна работа. Лом сме направили. Не знам точно колку треба Артан Груби да го прашаме тоа Бехтел, Инка, како се До вика сега, тие. да, десетици милиони море поише се исплатени. Милиарди до се сега. упрашање, не Да, милиони. да, ама до сега се Милиарда барем и пол, 200 мислам. милиони, мислам Да. дека исплатени, без да има, ама баш ништо. Ништо, да. Значи, по сите основи, по сите вертикали и паралели, веројатно кај нас се случува едно опустошување не само на духовниот живот кај луѓето, менталитетот, туку и на биолошки животот. Ти ако веќе не можеш да си дозволиш да јадеш она што си го јадел пред 15 години, фактички директно ти е загрозено здравјето. Па така. На некој начин. Плодна земја искористија за фотоволтаици. Боже Господе. Абе, ние немаме леп да јадеме фотоволтаици, онака. Ама они ги наределе на место, значи само одржлива земја е земја која што може да опстане. Ние не сме само одржливи. Еве, не мора да гледаме подалеку. Еве Србија. Селата им се живи, они произведуваат храна, имаат храна. Затоа кога фати кризата, ние увезувавме од Србија пченица. Златни полиња имаме, прекрасни.
Ама не, се крадеа париве, што беа за, нели, за субвенции за земјоделци за ова зона, се крадеа и сега немаме храна, па ќе увезуваме од Србија. Не може да обстанеме. Не може. Па добро, еве, ова нека биде и порака до новата власт, која што се надевам ќе ги смени овие кои што до сега владеа, дека едно од првите работи што треба да направат е да го подобрат животот на граѓаните во буквална смисла по сите вертикали и паралели, јас ќе кажам. Кажи ми, пред нас се избори, некои ги всушност кај нас сите избори ги етикетираат како историски, нели, судбоносни и така натаму, но овој пат кај секој од нас, дали го имаш ти тоа чувство дека овој пат е сепак малце нешто поразлично? И зошто, ако го мислиш тоа, зошто го мислиш тоа? Сега малце ти го натурам одговоров, што не е добро, но баш ме интересира дали мислиш дека овој пат е нешто поразлично ако останат овие што беа или мора да заминат по секоја цена? Чисто ме интересира твоето мислење. Ја мислам дека во 2016 кога беа тие избори, мислевме дека не може полошо. Ама за овие 7 години свативме не дека можело, дека можело многу полошо. И дека тоа што ни се случувало до 2016 е мало маче, а за се ова што ни се случува е масакар што не се случи во овие 7 години по сите можни основи и прашања. И да, во овој случај досега можеби не сум мислела дека некои избори се многу важни и историски. Да, важни се изборите секако, ама сега стварно мислам дека се важни. Стварно мислам дека се важни и дека стварно ако сега профуламе, готово. Ова е веќе отидено. Оде во со кукуруз, веќе отидено, ама уште постои некаква надеж дека барем тоа што останало малце од малце ќе се сочува. И дека од таму ќе може да почне да се развива. Ако продолжи во овој правец, па ние нема постоиме за 3 години. Нема да постои. Да, тоа сите го прогнозираат дека 3 години е максимумот. Кажи ми, според тебе, која ти е желбата, што според тебе треба првите резови на новата власт што ќе ги направи според тебе, кои се сега вака? Ние не сме разговарале на оваа тема, но те прашувам, знам дека имаш став за тоа. Што би сакала прво да пресече, да смени, да направи новата власт, кој да е? Што би сакала јас или што мислам дека ќе направи? Не, што би сакала да направи? Јас многу би сакала да се стават на судска клупа за велепредавство сите тие кои што го потпишаа Преспанскиот договор, кои што го потпишаа Бугарскиот договор и кои што го потпишаа Францускиот предлог. Тоа се 3 катастрофални договори со кои што Македонија се стави во подредена положба кон друга држава. И тука ги има сите основи да бидат тужени, судени и осудени за велепредавство. Тоа прво би го направила. Сите горе-доле се сложуваме, пак еве, нека одлета оваа твоја порака преку етерот до ушите на оние кои што треба да ја чујат. Очигледно многу од нас го размислуваат тоа, никој повеќе толку не става акцент економијата, платите, повеќе најголема желба на сите нас е овие работи да се направат, конечно да се види дека, да се покаже преку пример дека велепредавството ќе стане нешто најпрогонувано во државата, на никој друг да не му текне. Така треба да биде така. Баш поради овие работи ние сме убиени комплетно во духот. Баш поради овие работи. Ние немаме основно човечко достоинство. Било каде во светот ти можеш да решиш денеска дека си мачка и нема никаков проблем. Ама не можеш да кажеш дека си македонец. Тоа е проблем. Како реагираа некои твои колеги, познаници, публика со која доаѓаше во допир цел овој период изминати 6 години, кога ни се случуваше овој национален срам пред очите на светот? Ти се случува ли такви средби, некој да те праша, филјан човек некаде на страна, што е тоа што се случува во Македонија, како е можно ова да го бара Бугарија, Грција, како е можно вие да прифатите?
Некој надвор од Македонија? Да, надвор, Не, кажи. надвор од Македонија имаат сосема поинаков печаток, се разбира, тие не ги знаат деталите, Не ги не знаат, можат да аха. ги знаат деталите. Надвор е комплексно да знаат како се распаѓала Југославија, Да, па тек исто, овакве работи што се за нас тековни, тоа е Не ги надреално. интересира веројатно. Секогаш се наоѓам во ситуација да треба да објаснувам дека Северна не е наш избор. На сите Аха. гостувања во странство, луѓето се многу културни, ми викаат ти доаѓаш од Северна Македонија. Јас сум тука шокирана и И ми ти им кажам, објаснуваш одма. одма влегувам, значи немојте, тоа е за нас Навредливо навредливо. е, да. Ама како навредливо, па и вие сами си го сменивте името. Јас сметам дека те почитувам кога ќе ти кажам Северна Македонија. Значи тие Толку не знаат, знаат. значи тие за жал не знаат дека идентитетот ни е бетон. Тоа сакаш да ми кажеш. Да. Да. Тие не знаат тоа, не го знаат тоа и секогаш треба да го објаснувам, затоа што впечатокот особено, сега види, луѓето во Европа не ги интересира ни нивната локална политика, пошто генерално тоа Да, си да, тече, генерално нема не ги зашто они да се интересира, да. замараат. Си Оно иде е битно све им е партиџан окей. да си купи за Да. 80 денари шопска да си направи. Со минималец Да. од 5000 франци. Да. Тоа зашто би ги интересирало било што друго. Па тек да ги интересира Македонија како си го сменила името. Според нив, факт е тоа, нашиот парламент си изгласа дека ние ќе си го смениме името. И, значи, вие самоволно сте си го сменили името, не доведува во позиција сами да си купиме јажи и да се обесиме. Ето, тоа ни го направија. И јас сега треба да се објаснувам. Дури дали ќе ни остават избор бари какво јаже да се избереме. И тоа изгледа ќе ни го складат избор. Кога протестираше против промената на името, Тоа го Имаше- протестирам од 2000-та навака. како им го објаснуваше тоа на твои колеги, блиски, која ќе ти кажа да, например, работа од типот она што беше како мантра во Социјалдемократскиот сојуз за полесно да ја продадат приказната жаба за полесно да се голтне, дека како им објаснуваше на тие луѓе каде лежи, како им објаснуваше, каде лежи трагедијата, замката, стапицата на таа промена? Им објаснуваше ли затоа што веројатно многу луѓе и не знаеа каде би можело да оди сето тоа? Значи, повеќето луѓе не сакаат да знаат, заради тоа Не што сакаат да некој знаат. направил многу фина проценка на менталниот склоп на, да речеме, 80% од народот, а менталниот склоп е лежи лебо да те јадам. И заради тоа беше таква рекламната кампања, нели, за референдумот, ќе имате бесплатно ова, бесплатно здравство, школување, квалитетни вакцини, што е срамата за некој што има 2 грама мозок, некој да му каже дека тек ти допрва ќе имаш квалитетни вакцини, што сте правеле вие до сега. Да, до сега што сте Што што сте сте не правили? вакцинирале, да, уствари, да. Срамота е тоа. А било кој што има минимум информации знае дека никаде не постои ништо бесплатно. Ништо не е бесплатно. Ама они баш продаваат норози. И луѓево, ама ти не разбираш, ние сме фиром. Не, ние не сме фиром. За 147 земји ние бевме Република Македонија. Од 193. За 147 ние бевме Република Македонија. Тоа беше првата работа. Значи ти за уште екстра помалце од 50 земји, 46 уште ни фаля, ама независно. Ние бевме примени во Обединените нации, бевме. Повеќето не признаваа како Република Македонија. Не повеќето, него 3/4 не Да, признаваа реално и како Република кореспонденцијата со Македонија. нас беше генерално кажува Република Македонија, Македонија. Дури после Немаше почна никаков проблем. Да, дури после почна вашата земја од кога почна овие од Социјалдемократскиот сојуз, нашата земја да ја користат. Па јас се трудев да им објаснам. Прво дека е проблемот северна. Особено па и на англиски, дека не е Northern, не е северна, него е Норд-север Македонија. Да. Што е многу... На крај ќе биде И- North of Macedonија. Да. Северно од Македонија. Да. И што Ирска е Northern Ireland. Така мојот стендап се викаше еден северно од Македонија, така му беше насловот, да. Друго што им објаснав е дека не го менува името државата, туку го менува името провинцијата. Например, во Кина постои внатрешна Монголија и се постои држава Монголија. Провинцијата во Кина се вика внатрешна Монголија. Значи не државата да го смени името, затоа што постои провинција во Кина која што се вика исто, него провинцијата го менува името, не државата.
тотален нонсенс. А и тоа северна, значи тоа било кој што говори германски јазик, што јас говорам германски јазик, знае дека тоа иде споено и дека природно придавката ќе биде северно македонски. Значи ќе остане како Ако беше северна, ама самиот назив Република Македонија беше доволна дистинкција. Republic of Macedonia е доволна дистинкција, ама тоа зошто не го разбира, не ми е јасно. Играта на зборови, според мене играта на зборови напред северна, позади северна, пак останува во форма на игра на зборови. Генерално ќе се сложиме, мислам тука воопшто не требаше ни да влеземе во било какви преговори за не требаше воопшто, поготово што да речеме НАТО алијансата заради која што беше направено сето ова, они знаеле што ќе се случува со Русија и Украина уште од 2014 минимум. И од порано. Ако ние сме имале добри дипломатски канали и ако работела разузнавачката служба, и тие ќе биле доволно информирани. Тоа што требало да го направат е да научат како се пазари. На пазар не идеш и викаш да еве ти ги сите пари, па дај ми што ќе ми дадеш. Аха. Добро, Пошто они тоа баш го направија. Баш тоа го направија. Еве ви све што ни дадете. Не го прашуваш ова колку го даваш, па ја ќе ти дам толку, па ти ќе ми дадеш толку. Ако знае, а знаеле, би требало да знаат дека они по секоја цена ќе ме збутаат во НАТО, па можеле многу подобро да се испазарат. Ама не, сервилноста ни е пикинг. У црвено сме. Да, црвено салдо. Чаре, еве, ајде, ти не си нели правен експерт, нема таква прашања да ти поставувам, но според тебе, еве, лаички, јас сум лаик и ти си лаик, како треба да се поставиме за да излеземе од ова, како да кажам, од ова калу која што се наоѓаме, да си го вратиме дел од достоинството што го изгубивме пред очите на светот. Прво лично пред себе да се почувствуваме како македонци во сопствена држава. Имаш ли некоја идеја што треба да се направи? Добре, јас сум лаик, ама од тоа што сум разговарала со правници, знам дека постојат правни основи да се оспори тој договор, преспанскиот. Со Гордана разговараше? Со многу повеќе, со Неза, да. И со Нези, со Гордана Силјанова Давкова? Да, уште многу давно, уште од 2020. Добре, и што вели она дека? Што ви ти кажа правници, сега не таа, ова, него што ти кажа? Баш поради тоа што сум лаик, не можам точно да се сетам на детали, ама знам дека постои основа да се оспори. Но предпоставувам дека дипломатската игра би било ние да влеземе во Европска унија, после да го вратиме името. Тоа предпоставувам. Тоа не знам дали е така, тоа е моја предпоставка. Да, тоа се можеби само некои спинови за да се искористат утре задутре, пак да се добие одобрување на народот. Можеби е тоа за да се направи еден вид на, како да кажам, но дека мамка. правно постои основа, доколку има волја, постои основа. Сега што би значеле последиците по тоа? За тоа е мојава претпоставка дека ќе се тера до Европска унија, па од која би се влегло, и тоа е неверојатно, не се знае дали ќе се деси никогаш, од која би се влегло, од која веќе имаш гарантиран статус и тука, и тогаш веројатно. Тоа е мојата претпоставка, значи тоа никој не ми го кажал така. Но дека постои правна основа, постои. Јас би сакала веднаш да се поништи договорот со Бугарија. Веднаш. Да престане да функционира таа историска комисија, кој ја избрал, кој ги делегирал тие ингеренции, Владата на Социјалдемократскиот сојуз ја делегираше, колку што ја знам. Која што е реално малцинска влада. Така? Да. Затоа што он има повеќе пратеници од ВМРО, затоа што беа во коалиција со БЕСА. БЕСА од кога излезе, ВМРО има повеќе пратеници. ВМРО имаше 46 со БЕСА. Без БЕСА 42. И таа малцинска влада ја прави оваа комисија врз основа на не знам што, никако тоа не е транспарентно, и тие после решаваат како ние ќе интерпретираме својата историја и од тука натака сите деца да се воспитани на овој начин. Тоа е катастрофа. Значи тоа треба да се укине, мора да се укине. Со ова што ќе прават со францускиот предлог, јас се надевам дека имаше тамо неколку членови, мислам дека член 11 беше дискутабилен, дека ќе работат на тоа, се надевам.
Ама јас би работела на тоа, тие што се дискутабилни, вклучувајќи ги билатералните односи со Бугарија, да не излезат од преговорите со Европска унија, пошто кој од комшиите нема проблем. А Украина почна преговори. Украина. Босна почна преговори. Босна реално е протекторат. Па и ние не сме многу Па далеко. не, ние сме Добре, протекторат, јасно ние е сме како територија. Европската унија ги бира своите членки нови, тоа се политички одлуки, тоа нема врска никаква да. со прашалници, со Па поглавја, токму ради тоа јас На не тој гледам начин, да, извините, зошто некој Петра. би имал страф да изреагира. Па да, Зошто? така треба да Кога биде. го испративте Орбан таму за да влезат овие, така? Го испративте на кафе. Значи, станува збор за политичка волја. Во тој случај, тие што не представуваат нас треба да имаат достоинство. Да нема- кажат, дечки, ова не важи. Ние почнуваме од тука. Ние мора прво да се грижиме за нашите национални интереси. И кога велам национални, мислам на државни интереси, пошто кај нас се помешани тие термини. Што е етнос, што е националност? Ама пази, сега имаме и друг проблем. Сега кога зборуваш за државни интереси, во моментот државата не е она од 91-а. Далеко. А уште помалку е од она од Асном 44-та таму па. Значи уште помалку е таа. Затоа имаме проблем кога ќе кажеш и јас кога ќе кажам за државни интереси. Се плашам дека интересите на оваа држава сега како што е не ни одат баш во прилог на македонците ако се држиме баш до тие интереси затоа што се испервертирани тие интереси. Да. Јас барем така гледам на тоа. Не знам. Се е испервертирано, ма испервертирано е се кое што сме го знаеле како што сме го знаеле порано. Да, И Европската или ништо унија веќе не не е е таа исто, да. која што сме ја гледале да речеме пред 10-20 години и сега тоа се две различни работи. Да, веројатно и онаа базична идеја што ја имал, ако имал воопшто некоја идеја тој Шуман на времето дека е тоа исто сега мислам сведено на нешто сосема друго кое што немало врска во идеите на тие татковците на заедницата на Челик, па после Европската заедница и така. Веројатно е тоа така. Не знам. Значи, твојот став е, па да, дека генерално не треба нашите политичари веќе да политизираат, да бидат конформисти, затоа И што... сервилни. И сервилни. Аман. Дали мислиш дека е тоа дел од нашето воспитување? Дали тоа мислиш дека е систематски направено кај нас во менталитетот? Градено, не знам како да кажам. Нашиот менталитет е таков, ама ние сме биле 5 века под турско. Добро. Кој преживеал? Јунаците не преживеале. Комитите не преживеале. Тие биле потепани. Некој преживеале, ама тоа е исклучоци честни, да. Се размножувале и генетски код оставиле тие кои што се виткале, кои што биле сервилни. И тоа ни е останато. Многу незгодно. Па добро, и Србиве биле 400 години, не 500, 400 години биле. Бугариве исто биле под османлиска владение управа. Нема кој не бил. Ама од Ама друга они веќе имале тогаш постоечки кралства, царства, а ние секогаш сме биле под некој. Така? Ами текна од друга страна, па имавме една генерација на младинци кои што не беа сервилно одгледани, не биле очигледно, веројатно тоа влечело од делата на илинденците, па им паднало идеја да направат македонска држава, влегле во народно-ослободителната борба, успеале да направат македонска држава во склоп на Југословенската федерација и изгледа дека нивните потомци го вратија својот поданички менталитет. Оно што овие ги учеле веројатно да не бидат поданици, тие го вратија во 2 декади. Како гледаш на тоа? Затоа што генерално... Тоа е тој кругот. Лошите времиња создаваат силни луѓе. Аха. Силните луѓе создаваат добри времиња. Добрите времиња создаваат слаби луѓе, слабите луѓе создаваат лоши времиња. Они ги направиле добрите времиња во кои што се создале овие после кои што ги создале сега овие лоши времиња. Значи, сакаш да кажеш дека во светот се е циклус. Па не е тоа моја Дека мисла. добрите и лошите времиња создаваат одреден тип на луѓе кои што ги прават уште полоши или ги прават подобри. Веројатно е така со цел свет. Кажи ми,
што мислиш, затоа што еве сега тоа е многу актуелно, ја не барам некоја анализа, не ме не интересира таков тип на анализи кој ќе победи, што ќе победи на изборите, но како гледаш во соодносот, како ти гледаш еве некоја твоја лична прогноза за резултатите на крај? Сега знам ова е неблагодарно прашање, ти си уметник. Како гледаш ти на тоа? Како би бил тој? Затоа што знаеш, се шират разни фами низ Скопје дека овие кои што до сега владеа се толку моќни што ќе одиграат со не знам какви фактори, опозицијата не може да нема шанси да дојде на власт. Значи, некои такви спинови се шират. Слушаме по улица, па не знам, дека Добро, се е тоа е- договорено однапред. Тоа е политика на страф. Ти како гледаш на тоа? Тоа е политика на страф. Аха, значи ширење на паника пред време. Да, тоа е политика на страф. Јас сум убедена дека народот е многу лут. Многу Многу, аха. лут. Ама исто така никој не сме да го потцени, пошто народот не е глуп. Ниту едните, ниту другите. Ниту едните да бидат улижена кампања, пошто ќе победиме, ниту другите да мислат дека народот ќе падне на ваква политика на страф. Нема тогаш, еве да кажеме, народот излезе масовно, луте, бесене, гласа против социјалдемократите, ги турка од пиедесталот кој што се наоѓаат. Мислиш дека во таква ситуација веднаш ќе престанат притисоците од надвор, од Ние меѓунаредната? притисоците од надвор веќе се покажа во кој правец ќе одат. Значи, не се во таква позиција СДС како што беа, да речеме, 2020 година. Додуше и кампањата на ВМРО не беше сјајна 2020 година. Мислам дека имаше таму доза на може некеме да победиме. Аха, мал се Да. Ама сега ја мислам крчкаа дека победата. добро требаше, макар што таму беше со терминологијата на називов на твојата емисија, таму беше промашен пенал. Имаа пенал, требаше само го шутнат, ама не го шутнаа. Заради тоа сум така со прашалници, дека може би намерно не, макар што они реално и победија ВМРО-то, добија 46 пратеници, овие 42. Сега треба да се свесни, не треба да се во комодитетот дека ќе победиме, значи не треба да го подценуваат народ, пошто народ слуша и гледа. И сите се, буквално со сите ситила наоштрани и секој збор се мери што ќе се каже во етер. Че треба многу да се внимава, треба многу да се внимава кампањата, затоа што може да го направат лоша кампања како минатиот пат, да се намалат победата. Во тој случај ќе може да преовладе ова политика на страф што ја прави СДС. Они тој им е единствениот арсенал со кој што располагаат. Што они немаат ништо позади себе, освен пустош, што викаш. Пустош имаат оставено, немаат ништо ново што да ветат, ништо не реализирале. Само направија штета огромна на македонците. Да. Во една твоја емисија дебатна, не е битно каде беше, на една од дама од ВМРО ДПМН која е дел од парламентот, нели? Побара нешто од неа на сред емисија кога беше. Мислам дека тоа одеше на Алфа телевизија. Што и рече, што побара од неа како представник на најголемата опозицијска партија и во принцип најголемата партија во Македонија по бројност? Не се сеќавам, ама знам дека нешто беше поврзано со уставните промени, така? Да. Не се сеќавам точно што побарав, ама знам дека Дали ќе се отвара дали ова предизборна реторика на ВМРО, ти вака, дали ова предизборна, те парафразирам, дали ова предизборна реторика на ВМРО дека нема да се отвора уставот или ќе стоите на зборот кога дојдете на власт дека на вистина нема да го четнете уставот, нема да се отвора. Тоа мислам дека. Тоа е затоа што најчесто фразата беше не за отварање на уставот под вакви услови или во вакви околности. Така, да. Според мене не е критично и не е прашање дали ќе се отвори уставот, него што тоа ќе повлече после како реперкусии, како активирање на овие другиве што се под
под рамката, други барањата. што Тоа се што значи под радарот. преслушувањата секоја година што сме направиле ние врска со историската комисија, промената на учебниците, тоа е уствари проблематично. Не е проблематично дали ќе се отвори уставот. Проблемот е дали ова ќе се имплементира, а со самото отварање на уставот почнува имплементација на ова. Значи они треба да ги сменат тие ставки за да можат да го отворат уставот и кажат ви влезете, ај со здравје. Например, многу малце луѓе кај нас, не знам колку се запознаени, знаат дека едни од другите барања што се, така да кажам, под тепих од бугарите, тоа што директно да се внешаат во внатрешните работи на државата, со тоа што ќе бараат да имаат увид или цензура во разни авторски дела на наши уметници. Например, ти утре може да решиш да правиш опера на тема ваташа, стрелањето на ваташките младенци, или да направиш композиција, и ти во истиот момент, доколку аплицираш за пари од одредени европски фондови, дали ќе биде тоа опера, композиција, симфонија, не знам како да наречеме, дека тие ќе имаат право тебе да те банираат, да не добиеш средства од европски фондови. Па тоа го кажа министерката моментално. Дека да не се враќаме на историјата, да пишуваме весели работи, што ќе развесели публиката. Значи немајте црнајци, сега на погрешно место е министерката, очигледно не сваќа тотална не што е поентата на уметноста, дека уметноста треба да коментира и треба да е ангажирана. Тоа не значи да биде памфлет политички, тоа во никој случај не значи дека уметноста треба да биде уметнички памфлет, политички памфлет, пардон. Ама дека ние не треба да се занимаваме со тоа. Да, повеќето луѓе и не се свесни за тоа и за тоа сум и прилично огорчена на уметниците што не реагираат на ова. Зашто тоа ги засега нив. Или, можеби, нив само ги интересира да си ги лапнат паричето, да си шљакаат таму што ќе се шљакаат, нека биде да ја развеселува публиката и да си отидат на одмор Грчка. Да нема ништо во уметничките дела, дали е филм, музика, сликарство, да нема ништо што не е на некој начин не е афирмативно за бугарите или оди контра нив. Тоа е противуставно. Тоа е противуставно. Во уставот, сега не сеќам член 80 и не знам кој беше, стои дека ние имаме апсолутна слобода на говор и на уметничко европско право. Апсолутно. Како меѓу другото, што е општо човечко право да се нарекуваме како сакаме, така, и да можеме да се движиме и да си имаме нормални пасажи. Да, значи би дошло ситуација додека ако овие останат на власт што беа 6 години, дека ти утре некоја твоја евентуална опера или композиција треба да ја испратиш во Бугарија, некоја комисија да ти ја прегледа. Ја, фала Богу, никогаш не сум аплицирала Министерство за култура за себе и никогаш нема да аплицирам. Принципиелно е тоа, јас сметам дека е греота од овој народ толку греота. Јас да ги земам парите за ништо што ја шљакам. Мене ме плаќаат од странство. Јас за овој народ без пари работам. Добро, и мене ме плаќаат од странство само за различни за други работи. Да, мене Путин кога ми дава пари за друго ми дава, не за уметничка дејност, да. Не да, така. Како тоа да кажеме, еве, Словенија те препознава како уметник, сега одиш тамо во Словенија, ќе компонираш опера, така? Да. Швајцарија имаш, си имала концерти. Не, тамо сум истакнат уметник на Цирих. Истакнат уметник на Цирих. Какво е тоа проклество? Цела Европа, сакаш Русија, Кина, Азија, Канада, Америка, Добро, какво е тоа проклество на македонскиот уметник сегде да те ценат само не дома? Какво е чувството? Па тоа сите го знаеме. Добро, мене никој не ме знае, ни тука, ни надвор, не битно. Ама еве тебе да кажам. Како не Путин те знае? Добро, тоа од други причини ме знае Путин. Од други причини. Него, какво е чувството? Дали е тоа чувство на не знам, не на личен пораз, ти си успешно од твојата, дали е тоа чувство на личен пораз како македонка? Ај, така да го дефинираме тоа. Па не, тоа постои кај нас, најтешко е да си пророк во своје село. Аха. Се постои така кај нас. Вообичаено, веројатно е полесно надвор, затоа што никој не те гледа како некој кој што го загрозува. Те гледаат како мало чудо. Кога ќе се појавиш. Да. А кажи ми, дали е својствено надвор
Добре, веќе те викнат, сега малце ќе симплифицирам прашањево, ама ќе ме разбереш. Значи не мора за тебе да се однеса. Дали е нормално за надвор кога ќе те викнат преговараш за работа, за хонорар, за оно? Дали некогаш надвор си е слушнало на реченица што кај нас е толку честа у било која сфера? Епа, види, ако не го прифатиш ова што го нудиме, без секој се може. Не, никогаш. Прво, не ти даваат нешто кое што не е достоинствено. Прво таму. Тие те почитуваат како творец, како уметник и во ниту еден момент нема да те доведат во положба да се чувствуваш понижен. Во ниту еден момент. Јас не сум стигнала таму да кажам, јас не сум задоволна со ова. Аха, Него кога ќе го добиам договор сум леле. викаш, сами ме процениле. Дури поише него што јас мислев во моментот. Значи, никогаш не сум се довела во таква позиција. Пошто ми кажат, без тебе не се може, па иве само што ти кажат дека ја бев распродадена за 2 години, јас ги молев да не ме ангажираат. Поинако е. А тука се разбира, без секој се може. Не, тука се може само без тие кои што фрлаат камче во тињата и прават да се таласа и да смрди. Аха. Тие се Да се проблематичните. заматиш повеќе. Да. Медиокритетите, значи. Нив им е битно да квалитетните ги таласај. избркаат, да. Не таласај. Да. Главата, сеќање, ама зошто? Пошто ти, тој што е квалитетен човек, е огледало на тој другиот да свати дека тој никогаш нема да биде ова. И сега тука се будат различни фрустрации, па злоба, па такви ниски фреквенции кои што се прилично нездрави. А кажи ми, не спомнавме ова, кои би се сега плановите на факултетот? Имате некои проекти, некои испити, кај ќе се даваат, а вашите студенти? Вама ми скокна. Каде можат? Па ако нема, па да, добро, не, затоа што знам нашата публика нестрпливо ги очекува овие одговори, затоа што класиката е кај нас дел од нашето ДНК, класичната музика, па чисто сакам да ги информираме да знаат што се следните проекти, се доаѓа до крај на година, завршува нели годината, кај се тие завршни испити, каде може да слушаат добра класична музика, да кажеме. Ние имаме секоја Бетовен. Ние секоја недела имаме концерти на студентите во нашата концертна сала, тоа е редовно. Секоја недела имаме отворени предавања од луѓе кои што не се од потесната струка. Кога се тие концерти? Кои денови се? Колку Среда. саат? Секоја среда, музика вива. Музика вива. Тоа е на вашиот факултет, Да, во концертната сала. концертната сала, да. Соработка со филхармонија имате? Да, сега ќе се спроведе аудиција, нашите солисти ќе настапуваат со Македонската филхармонија на 13 јуни. Сега ќе се спроведат интерните аудиции. Сега имавме друга аудиција за Ямаха стипендија, си доби наша студентка Ямаха стипендија. Имаме тие отворени предавања. Сега дел од нашите студенти ќе отидат во Ниш, ќе свират со Нишкиот оркестар кој што слави 20 години. Па имаме понатака концертот што ни е за прослава на Свети Кирил и Методи 75 години Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје, што е многу голема прослава. Тука се ангажирани сите балетскиот оддел оди со перформанс на музика на маестро Кире Костов. Сега е во Штип, за некоја недела, после ќе биде исто така во Ниш, во Тетово, со истиот тој перформанс, така што сме прилично активни. Ама имаме и джез катедра, ќе би учествуваме на студентска уметничка пролет. Джез катедра? Да, имаме джезери и популарци. Дури джез катедра има. Да, тоа сега скоро го отвори. Па, драги гледачи, ова на вистина е подода која што не можете да изигнорирате. Кажи ми, дали денеска има, спомна Кире Костов сега, дали денеска има нов Александар Џамбазов, нов Кире Костов, во зародиш? Има во зародиш, имаме Да, сјајни Бранџолица, дака, дали има? Бранџолица не мора сега. Добро, ајде сега ги редам, па кој како ми Да, дојде, да. ама имаме сјајни музичари, нашиве даскали што се вработени, ангажирани кај нас и дел од луѓето кои што се во Националниот џез оркестар се навистина на светско ниво. Навистина се на светско ниво, тоа се исклучителни музичари. Има потенцијал, само треба да им се овозможи платформа на луѓето да делуваат. И се разбира публика, ама публикава ни ангажирана со цената на патличаните. Да, и евентуално еве сега гледам по одредени
Па пензиите, па греota се луѓето. Па добре, ете и Аца Лукас треба и да дое да гостуваат, нели. Мада и тој вика вела дека многу добар пианист бил, па после Не знам. да, одличен пианист кој што во склоп на околности решил нели да направи едно 150 милиони евра на сметка. Добро, одлука исто така. Да, инаку го знам тоа дека е така феноменален пианист. Кажи ми како катедра, како факултет имате соработка со странски факултети? Да. Да, например? Значи тоа беше една од првите работи кои што почнав да ги правам, зашто факултетот беше прилично затворен пред мојот мандат, тоест пред нашиот мандат, значи јас не сум сама, имам цела деканска управа и тоа се прекрасни луѓе. Соработуваме, значи имаме подпишани меморандуми за соработка со Факултетот за уметности во Ниш, Крагуевац, Београд, Загреб, Лјубљана, Фонтис во Холандија, Националната академија во Софија. Сега бркаме и Тирана евентуално да ја врземе, со Подгорица се спремаме за меморандум. И понатака ќе пробаме. Што ќе значи тој меморандум за соработка меѓу вас? Што конкретно значи? Па еве размена прво на студенти и на наставен кадар. Сега еве нашиве студенти ќе идат во Ниш, па после Што ќе прават во Ниш? ќе свират. Само ќе свират? Па добро. Може да посетуваат настава, ама тоа иде на друго ниво. Аха. Ама почнувам значи размена на студенти, размена на наставен кадар, тие ќе дојдат таму, ние ќе дојдеме ваму, тоа се иде на ниво на Еразмус, кој што еве се испостави вчера дека во Македонија е скандалозен. Аха. Па нели побараат да се вратат 2,2 милиони евра злоупотребени пари од Еразмус за тренирање магариња. Да, магарињата мора да Тука, значи, тука е проблем не е на нас тоа што никој друг злоупотребува средства. Ние се трудиме да прво заради студентите да се дигне на едно повисоко ниво, за да можат да доаѓаат и други студенти од други места и други наставници, за да можат луѓето да видат, ако немаат можност да излезат, како стојат работите на. Колку има во моментов странски студенти кои што студираат нашата музичка академија? Кај нас, Да. сега прецизно, не знам, Ама има да речем околу 2-30 студенти. Сега подпишавме меморандум за соработка со Кина, па ќе ни дадат еден куп кинези. Кинези. Да, уште кинези ни фалат на мака, ама белки ќе донесат некои ефтини патлиџани од тамо. Дарија, ми исклучително ми беше драго и убаво ни помина муабетот и многу ми е драго што зборувавме за музиката на некој лаичко ниво за нас, обичните смртници, што беше љубезна да ни објасниш некои работи, да ги запознаеме публиката, гледачите со одредени активности на музичката академија, за одредени околности кои што се во нашата музика, пак ќе кажам во наводници на сериозната, нема сериозна и несериозна музика. Да, уметничка, да, музика. Тука ќе одјавам ова емисија, драги гледачи, се надевам дека уживавте. За крај, што да ви кажам, слушајте го Бетовен, Бах, Моцарт, Шопен, Мусоргски, Чајковски, Вагнер, Стравински, Прокофиев, Барток, Легети. Ете така, ете ги набра ја тие што во моментов нема да ми текне, затоа што кога веќе немате ефтини патлиџани да јадете, духовната храна нека ви биде некоја замена и добрата музика. Ви благодарам, се одјавам од уште еден лизгачки старт со вашиот водител Саша Тасовски.